Драги гледачи, во ова денешно интервју ќе поразговараме со Душко Апостоловски од Прилеп. Многумина во градот го познаваат како паркинг редер, но може би малкумина знаат дека тој е најголемиот колекционер на стари фотографии во Прилеп, а може би и во Македонија. Затоа, како започна со оваа негова пасија и со ова негово хоби, ќе ни каже Апостоловски. Пред се, добро дојдовте во нашата емисија. Добро ве најдов. Добро дојдовте и во мојот дом. Драго ни е што присуствуваме тука и што имаме можност да видиме навистина ексклузивни и интересни фотографии кои што ги поседувате во цела Македонија единствено вие, а се поврзани со историјата како на Прилеп, така и со една подалечна историја, односно за време на оној револуционерен период на нашата држава. Да, ја поседувам најголемата колекција на македонски револуционери во Македонија, на која збирам одамна веќе 20 години, преку размена на Да започнеме како дојдовте до идеја да започнете да собирате стари фотографии. Дали имате некој пријател, некој семејство тоа го правеше? Како се роди таа желба, таа пасија, тоа хоби? Ме привлекува стари фотографии од Првата светска војна, Втората светска војна, од оманскиот период. Почнав преку размена на фотографии со пријатели, колекционери, одавде од други земји, од соседството, па сега најново и преку аукции, преку интернет. Колку фотографии поседувате? Па поседувам над 1000 фотографии и разгледници. Како ги добивате? Па сега најново преку аукции, онлайн, од целиот свет. Претходно со размена, некако? Претходно со размена, да, со пријатели, што лично што познаваме, колекционери од Македонија, така комунициравме, јас имам фотографии од Прилеп, јас имам од Скопје, дали може да се размениме, и така одеше. Колекцијата се зголемуваше од ден на ден. Дали на ниво на држава, на ниво на град имаме некакво здружение на колекционери? Како соработувате помеѓу себе? Такво здружение немаме, моментално во Прилеп има 2-3 колекционери, со нив комуницираме, со нив се разменуваме, па ми кажува тој на која аукцијска куќа таа фотографија мене што ме интересира, јас му кажувам него во која аукцијска, негова област што го интересира и така комуницираме. Тие аукции кои што ги спомнувате, на нив присуствувате физички или се одвиваат онлайн? Аукциите се одвива онлайн, траат неколку дена и на крајот тој што ќе стави најмногу пари, тој ја добива аукцијата. И во рок од 7 дена треба да исплати за да може да му испратат. Доколку не е тајна, колку месечно, колку годишно давате за ова ваше хоби? За собирање не е фотографии? тајна, месечно делувам околу 500 евра, редовно. Од каде ги набавувате тие фотографии? Најмногу ги купувам од соседните земји, исто од Србија, Бугарија, соработувам со колекционери од Бугарија, имам коректен однос со нив, сакам да кажем. Пошто скоро сите фотографии на наши познати револуционери се наоѓаат во Бугарија. Овде биле родени, али со различни ситуации, поради восстанија, заминувале таму, останувале, починувале нивните семејства, останувале кај нив фотографиите и сега тие фотографии се најдуваат таму. Практично овие аукции кои што ги спомнувате и што се одвиваат онлайн се доказ дека голем дел од нашата историја ја поседуваат нашите соседи. Токму поради тоа можеби си даваат за право или мислат дека ние сме се, само не македонци. Добро, во кореспонденцијата на тие, например, некој комита кога е прачал таа фотографија до него близо роднина, кажува, јас го подарувам ликот на тој и тој, сликан како македонски комите или четник. Ако се чувствувал поинаку, ќе напишал поинаку. Значи се чувствувал како македонски четник или комита. Низ ова ваше хоби, вие исто така ја запознавате историјата на Македонија, историјата на македонскиот народ, па еве во констелација на актуелните состојби, актуелните односи кои што ги имаме во овој момент. Што може да се каже од целата ова архива која што поседувате? Дали народот кој што живеел на ова подрачје имал своја свест и знаел дека се македонци? Или сметал дека се нешто сосема друго? Па нормално дека имал своја свест. Оваа земја натопена со нивната крв. Тие гинеле за Македонија, за да види Македонија ослободена и независна.
затоа и поседувам една фотографија. 1911 година, човеков се вика Христо Стефанов, како да знаел дека некој ќе го негира дали по 100 години, изјавил дека е македонец. Изјавил дека е македонец. Тоа е овој. Да, значи тој бил македонец. Како да знаел дека некој ќе го негира по 100 години, 100 и кусуро години. Нормално дека биле свесни, дека имале национална свест. Поврзано со националната свест и изјаснувањето на луѓето дека биле македонци е исто така она ваша семејна приказна која што ми ја спомнавте пред да го започнеме интервјуто, а тоа е кога вашиот дедо заминува во Америка 1914 година, на пописна листа во Америка тој се изјаснува дека е македонец, Да. а вие ги поседувате тие докази. Па јас се поседував една фотографија неколку години на мојот прадедо Сотир Чупарков, заминат 1914 година во Америка. Тој таму се оженува, формува семејство и повеќе никош не се враќа овде. Затоа ја решив да го пронајдам. Сега како го пронајдов? Тој заминал таму како дете мало за да избегне Првата светска војна. Бил кога пристигнал таму, немал карта. Американците имале двумење таму дали да го депортира назад или да го прифата. Тој бил прифатен. Се вработил во пекара, работел како пекар, се оженил со американка Ана, имал 3 сина. На пописот таму 1930 година се декларирал како македонец, изборува македонски јазик. Исто така е мобилизиран за време на Втората светска војна во америчката армија 1942 година. Тој е роден во Прилеп 1899 година во ова кујче. И се декларира како македонец. Како македонец, јас ги најдов неговите роднини, имал 3 сина, го најдов синот од мојот роднина од третиот син. Тој буквално беше чудоневиден. 20 години истражувал од каде потекнува неговото семејство. Истражувал на официјалниот сајт што е на островот Елис Ајланд, ама бидејќи не бил регистриран како слеп патник, не можел да го најди. Јас го најдов, пошто немаше никакви документи дека пристигнал, на еден сајт со починати. Го најдов на гробиштата во Акрон, Охајо. Го најдов неговата надгробна плоча пишуваше Сотир Чопарков и Ана. Јасно ми беше дека е тоа дедо ми. Која е најстарата фотографија која што ја поседувате? Најстарата фотографија е ова, 1866 година, фотостудио Кара Стојанов. Кара Стојанов е дворски фотограф на царот Фердинанд. На фотографијава се прилепското семејство Лепавцови, кој емигрира во Бугарија. Таму тие отварат фабрика за тутун, се вика Македонија. Интересно е да се каже, што е и куриозитет. Еден член од ова семејство, Спас Лепавцов, учествува во убиството на бугарскиот премиер Стефан Стамболов во 1895 година. Тој е осуден со смртна казна која е приеначена во 5 годишна. Исто така не е познато дека во ова убиство учествува и Мирче Аце војводата од Прилеп, како пајтонџија. Тогаш бугарскиот премиер имал и телохранител кој бил стар војвода, ни тој не го спасил. Буквално бил искасапен, на парчина рацете му биле исечени, по 3 дена починува. Мирче Ацев е осуден на 3 години затвор во Црната џамија во Софија. Овој податок не е познат на историчарите, не знам ни дали имат нешто за ова. Која година случува? 1895 година во Софија. Обиен. Потоа една исто така интересна фотографија што може да ја забележиме, што исто така како ова ретко кој ја знае и ја поседува, е фотографијата со тоа дека во 1942 година Прилеп го посетува јапонскиот амбасадор од Софија, доаѓа специјално. Да. Знаеме дека во тој период веќе во теке Втората светска Втора војна. светска војна. Зошто доаѓа јапонски амбасадор во Прилеп? Јас купив 2 фотографии на кои имаше луѓе што личеа на јапонци и јапонско знаме имаше.
Па 2 години ми треба да откријам кој ја контактирав јапонската амбасада во Скопје и ми рекоа во најкраток можен рок ќе ти одговориме. Уште до ден денеска ми нема одговорено. Контактирав исто еден со јапонски историчар. Стварно не знаеш. Ми помогна еден колекционер од Солун, кој ми кажа дека на фотографијата е јапонскиот амбасадор Киро Јамаджи, кој иди овде при посета на Прилеп го посетува тутунскиот комбинат, кој тогаш се вика Нова Македонија. Исто нова фотографија стои транспарент Нова Македонија. Немам други податоци зошто дошол или што се случило. Бил пречекан овде од градоначалникот Методија Ночев. Интересна фотографија и доста ретка. Исто така, една од единствената фотографија која што ја има со Владо Черноземски, со убиството, ја поседувате вие. Ја споделуваат многумина, но оригиналот се наоѓа кај вас. Оригиналот се наоѓа кај мене, ја купив од аукцијска куќа од Америка. На незе се гледа моментот кога Владо Черноземски го убива југословенскиот престолонаследен Александар, го ранува Луи Барту, неговиот шофер и генерал Жорж. На фотографијава се гледа како полковник од францускиот пиоле му ја сечи раката со сабијата. Доста интересна фотографија, да, доста се споделували, оригиналот е кај мене. Ова е прес фото оригинал. Оригиналната фотографија. Колку пари ја купивте, ако не е тајна? $20. Не е тајна. $20, да. Па требаше еден месец да ми стигне од Америка. Од аукцијска куќа. Наистина интересна и богата архива која што ја поседувате. Која е најскапата фотографија која што сте ја купиле на некаква аукција, меѓусебна размена или? Па имаше надавање, имаше доста бидови, 150 евра платив. Комита беше сликан во Чустендул 1903 година. Зошто баш за тој комитет сте дали 150 евра? Дали е значајна таа фотографија за нашата Па историја? сигурно учествувал во Лиденското востание, и пред да дојдат во Македонија се сликале таму, дали во Чустендул, дали во Софија, се сликале во комитска носија, како спомен. Пошто ако загини, да остани спомен за него, за неговата најблиска фамилија. Исто така заборавивме да спомнеме кога зборуваме за Репавцов дека оваа фотографија можеби и најстарата фотографија што постои во Македонија. Па може би е најстарата, околу 150 години стара е, да. Стара и ретка е, да. Освен фотографии, поседувате и богата архива на документи, весници, поврзани со организацијата која што функционира во тој период. Па имам неколку дописни картички од Ангел Узунов. Ангел Узунов е брат на војводата Христо Узунов. Ангел Узунов за време на Првата светска војна оди во Охрид и ја откопува архивата на неговиот брат која била закопана во дворот и ги носи сите фотографии во Софија. Тие после одат во Илинденската организација, подоцна Ванчо Михајлов нешто призема, али ете успев ја да спасам неколку писма негови, адресирани до неговата сопруга Надежда. Поседувате, како што кажеме, можеби најголемиот број на документи и фотографии поврзани со Македонската револуционерна борба, да. од тој период. Па таа ми е најдрага тема, така, ВМРО 1893-1934 година. Пошто се доста ретки и ги нема овде во Македонија, не може да ги купиш, мора да ги купим од аукција некаде. Дали планирате овие фотографии некогаш да ги види јавност? Па еве најново нешто спремаме со еден мој драг пријател Димер Атајковски. Изложба по пол 120 години од Илинденското востание, 130 години од формирање на ВМРО во музеот на ВМРО во Скопје. Кога ќе биде тоа? 2 август. Па може сите да видат, да дојдат до сега необјавени портрети на комити, војводи и револуционери други. Колку фотографии планирате да изложите таму? Па околу 100. Околу 100. Дали Доста ретки се тие. дел од тие фотографии може би завршиле во државната архива на некаков начин, ако не во хартиена, може би во електронска форма? Може во електронска форма преку добар скен.
Само така. Иначе мојата колекција не ја делам. Си ја чувате љубоморна само Си за ја вас? чувам љубоморно како очите, да ти кажам право. Дали може би, еве, освен во Скопје, ќе се потрудите да направите изложба и во вашиот роден град Прилеп? Па планирам Прилеп да ја видат прилепчани кое богатство ние ги имаме. Пошто поседувам две ретки фотографии на Ѓорче Петров, сликан во Свети Врач, 1917 година. Необјавени две фотографии. Барат ли институциите со работка со вас? Бара со работка, ама да ме отстапам. Ја не отстапувам мојава колекција, значи е скапо платена со неколку илјади евра, скапо платена. По цели ноќи сум древел на аукции, па сум одел на работа, па пак на аукции. Не можам да ја делам јас. Еве му понудив нешто, можам да му продадам ако сакам. Ама ниче ни тоа. Еве, за крај, која е вашата цел? Дали имате некоја фотографија, некој документ што сакате да го купите, не го поседувате? Па сакам да откријам фотографија на Гоце Делчев. Поседувам една ретка фотографија, досега непозната во нашата наука. Тој е физичкиот убиец на Тодор Александров. Динчо Вретенаров, тој е петрички војвода, му пука во грбот 1924 година на Тодор Александров. Оваа фотографија ја поседувате само вие? Јас ја поседувам, сега како ја најдов? Значи истиот овој човек има на фотографија во четата на Алеко Василев. Алеко Василев стои зад убиството на Тодор Александров, така го препознав. Овде е сликан во градот Дупница 1923 година и кажува дека го подарува ликот сликан како македонски комит автономист. И долу пишува Динчо. Така го препознав. Ево е доста ретка фотографија, не е објавена во нашата наука. До сега не е објавена Не е објавена, ликот негов не се знае. На убиците на Тодор Александров не се знаат. Тоа биле Штерио Врахов и Динчо Вретенаров. Ова е тој. Значи, оваа фотографија ќе објавите на изложбата? Да, ова ќе биде објавена на изложбата, како ексклузивно. Господин Апостолски, ви благодарам за приемот во вашиот дом и за сите овие интересни фотографии и ексклузиви кои што имавме можност да ги видиме. Ви посакуваме и понатаму да продолжите со ваше хоби и навистина да откупите поголем дел од нашата историја, која што, ете како што и сами спомнавте, за жал, не се наоѓа кај нас, туку во соседните држави. Благодарам што дојдовте во мојот дом и се надевам дека ќе му бидам интересен и на јавноста и исто така и моите фотографии.